А тука право ви се наоѓа местото каде што е снимана серијата Пансион Преспав. Тоа долу селото ви е Трпејца, лево ви е Свети Наум, таму ви е Поградец. Тука истуриле боја, не знам кога точно, и бојата по еден месец и некој ден излегла тука кај Свети Наум. Тоа од левата страна што го гледате е Преспанското езеро. И здраво на сите и добродојавте во уште едно видео во кое што патуваме со ташето. Ова видео ќе тргаме повторно од Битола, како и во сите. Одиме кон Ресен, но нема да влезиме во Ресен, туку продолжуваме покрај Преспанското езеро и кон Националниот парк Галичица. Од Националниот парк Галичица покрај Охридско езеро одиме кон градот Охрид, во кој што нема да влезиме, само ќе поминиме и се враќаме назад кон Ресен и во Битола. А сега одиме да излезиме од Битола, се упатуваме кон излезот на Битола за кон Охрид. А последните неколку месеци во Битола сообраќајот е во многу незгодна ситуација, да речам, бидејќи се копаат сите улици, се пуштаат цевки за топлификација и секоја недела на различно место е патот затворен, па се пренасочува сообраќајот. Во случајот тоа е на од поглавните улици Партизанска, па сообраќајот се пренасочува одоколу при некои потесни улици, при што знае да има доста гужви во текот на денот за време на работни денови. Од левата страна може да се види резултатот на тоа копање. Се копа, се клава цевка, потоа се реасфалтира и така скоро на секоја поглавна улица. Понекогаш размислувам, сум бил Грција, бев ете до Австрија, Словенија, Хрватска, Црна Гора, секаде тргнав од Битола, а ни едно видео не сум посветил конкретно на Битола. Може би треба едно видео такво да направам во кое што ќе ги истакнам убавините на Битола, да речам, како и некои поважни места во близината на Битола. Иако имам видеа за некои места во врска со близината на Битола, како езерото за Ротино, како Коњарка, но ете треба може би малку подетално видео да се направи. И пристигнавме на бензинската Лукойл, воедно и на патот што ги поврзува Прилеп и Охрид, да речам Битола и Охрид, Битола и Ресен. Пристигнуваме до Макарци, една може да се рече опасна кривина, бидејќи возите надолу, стрмна надолнина и потоа имате кривина. Веројатно и поради таа причина често знае да стои полиција со радар на 100 метра од тука. Може би и сега ќе има, нема во случајот сега. А ние сега тука наближуваме до патот каде што се врти десно за Ресен, а се продолжува право за Отешево и Претор. Па така, тука ќе продолжиме ние уствари право, бидејќи одиме низ Националниот парк Галичица, а доколку одевме десно, ќе одевме до Ресен и исто така ќе можевме да стигнеме и преко Ресен до Охрид. Откако продолживме таму право, сега следно ќе забележите една табла, десно Отешево и Стење. Тука завртувате во десно. Тоа од левата страна што го гледате е Преспанското езеро, езеро на кое што водата се повлекува и нивото е доста намалено. Имам посебно влогче направено специјално за Преспанското езеро и Преспанскиот регион, во кој што одам се до Маркова Нова, односно до таму,
Потоа се враќам назад и одам до селото Тешево, до местото каде што е снима серијата Пансион Преспав. Доколку сакате да се капите на Преспанско езеро, како едно добро место би го препорачал или Конект Бич или селото Сливница. Кога ќе се искачуваме по Галичица нагоре, ќе имаме и поглед на Преспанското езеро од високо. А тука право ви се наоѓа местото каде што е снимана серијата Пансион Преспав, па точно надворешниот дел, тие кадрите кои што е представен надворешниот дел на пансионот. Додека внатрешниот е снимен во студио во Скопје, мислам дека. И тука веќе гледаме табла, десно ни вика Охрид, право стење, тука завртувате во десно за да влезете во Националниот парк Галичица. А еве го и местото на завртување. Се плаќа обично влезот, да видиме сега. Здраво! 150 е мотор, 100 денари од човек. Ајде, чао! Цената е 150 од човек, 100 денари за моторот, за коли не знам како е. Меѓутоа вкупно за еден човек со мотор е 250 денари. И тоа не е воопшто ефтино, лани беше 120 денари, мислам, заедно и мотор и човек кога врвев. Но што е, тоа е. Се наплаќа негде до кај 4, максимум 5 часот и се наплаќа само за во еден правец. Кога ќе стигнете од другата страна на Националниот парк, немате потреба да плаќате повторно. И така сега ние возиме низ Националниот парк Галичица. Патот низ Националниот парк Галичица е дефинитивно еден од моите омилени и го предлагам, ви го препорачувам на секој да го посетите, кој доаѓате кај Охрид, да не одите, мислам убав и од Ресен преку Ресен да одите, меѓутоа од тука ќе пропуштите многу поголемо задоволство, кривини, возење низ шума, плюс на крајот најгоре еден поглед добар на езерото од високо, исто така и посвежа, пониска температура. Асфалтот е нов, сега брзо го асфалтираа пред некоја година. За жал само од Преспанската страна, од Охридската се е уште ист, но се надевам дека ќе го реновираат и од таа страна. А од тука веќе се забележува од високо Преспанското езеро. Тоа таму е селото Стење. Тука гледам имате и видиковец на кој што можете да седнете и да уживате во прекрасното Преспанско езеро. И наближуваме веќе на местото каде што се гледа Охридското езеро.
а од каде што со малку пешачење можете да стигнете и да се искачите по ова ридче малку и истовремено да ги гледате и Преспанското и Охридското езеро. Од левата страна ни е Охридското езеро. А еве го и местото, паркинг местото каде што можете да застанете и да се восхитувате. Тоа долу селото ви е Трпејца, лево ви е Свети Наум, таму ви е Поградец, а десно Охрид. Дува премногу, а тука и ви е прикажано како еве Баба Планина, тука е Битола. Баба Планина еве го езерото Преспа и од езерото Преспа под планината Галичица низ која што сега возевме се полни Охридското езеро, кај изворите кај Свети Наум. Во влогот за Преспанско езеро ви кажав дека тука истуриле боја, не знам кога точно, и бојата по еден месец и некој ден излегла тука кај Свети Наум. И ова ви е Охридското езеро. Тука ви пишува и дека Охридското е најстаро постојано постоечко езеро во Европа, старо 3 до 5 милиони години и максимална длабочина од 288 метри. Исто така има и некои други интересни факти. А тука ми падна палтото. А тука таму долу тргаат и со параглайдери да возат, бидејќи има организирано летање со параглайдери. Сега слегуваме надолу, дува овде премногу и е посвежо така убаво за разладување. Сега одиме кон Охрид. А ќе слезиме, ќе излезиме од националниот парк помеѓу Љубаништа и помеѓу Трпејца. А тоа од левата страна се уште што го гледате е Охридското езеро. Таму е и градот Охрид. Тоа е Охридското езеро, а патот ви кажав од Охридската страна се уште не е преправен, не е реновиран и е така малце груб, да речам, има дупки, не е баш рамен. Но сега го прават помеѓу Свети Наум и Охрид, така да се надеваме дека откако тоа ќе го завршат, ќе го направат и овај пат. И наближуваме кај наплатниот пункт, кај кој што доколку веќе еднаш сте платиле кога сте влегувале во националниот парк, нема потреба кога ќе излегувате пак да плаќате. И тука лево ни е Свети Наум, а ние одиме десно кон Охрид. Веќе гледате асфалтот е нов, сега брзо тура на оваа година и се уште работат на турање на нов асфалт во текот на овај пат. Сега поминуваме низ селото Трпејца, познато по своите кристални плажи. Тоа што треба да се знае за Трпејца е дека тука ја оставате колата и надолу одите пешки. Исто така плажата е со крупни камења, не е баш пријатна за лежење, но водата е кристално чиста. А плажата исто така и малку тесна. А ние продолжуваме кон Охрид. А тука од левата страна ви се наоѓа и заливот на Коските, а тука ви е влезот, имате тука и паркинг да се паркираат. Додека пак малку потаму ви се наоѓа плажата Градиште, Градиште 2, Jungle Beach, од тука се влегува. Имате и паркинг од како ќе влезите внатре, кој се плаќа се разбира, тука ви е и автокампот Градиште.
А моментално сме во селото Пештани. Водата е чиста и Пештани се разбира како и секаде каде што е Охридското езеро. И тука имате плаж, имате доста луѓе кои што се капат. Нема нешто гужи, сатот е 4 без 15, веројатно уште не се тргнати луѓето од плажа да си одат дома. Сега поминуваме под селото Елшани и воедно тука има и камп, мислам дека е Елешец. Како и се разбира плажа, како и село крајезерско, како и секое крајезерско село тука. Веќе влегуваме во градот Охрид, за кој што ви кажав, нема конкретно в центар нешто да одиме, само транзитираме, поминуваме покрај Охрид и продолжуваме кон Битола. А за да истранзитирате низ Охрид кон Битола кон Ресен, на првиот, откако ќе помините Мак Петрол на влезот, на првиот кружен одите во десно. Односно кружниот кој во моментов го гледате. А потоа само ги следите знаците за главна улица и возите по нив се додека не излезите на пат кој што ќе ви види добро познат кај автобуската станица. Еве, например, сега главниот пат ни вели во лево и одите вие во лево. Ете е автобуската, а ние тука завртуваме десно и потоа на првиот кружен одиме на вториот излез, тоест одиме право. Сега влегуваме во селото Косел, селото во кое што нема баш пријатна миризба. Главно тоа е поради што има мини вулкан на сулфур во близина на селото. И обично тука си ги затворате џамоите кога доаѓате со кола. А ние продолжуваме кон Битола и сега ќе возиме низ превојот Буково, односно превојот помеѓу Ресен и Охрид. Гледате чат доста пред сега, брзо во близина на селото Пеница започна пожар и тука исто така. И веќе и мириса на чат и се гледа во далечините чат. Пристигнуваме во Ресен, тука завртуваме десно. Ресен е еден од помалите градови во Македонија. Тука завртуваме лево, а најголема мана на градот Ресен мислам дека е тоа што има длабоки шахти на сред пат. Тука не е толку ризично по оваа улица, меѓутоа таа пред малку што ја возевме е тесна улица. Се случува, има места и две шахти една до една, буквално нема како да ги избегнете. А ако доаѓате за прв пат, сигурно гарантирам дека барем на 2-3 ќе згазните. А сега наближуваме кон раскрсницата, кај која што преќе продолживме право, ви реков десно дека е Ресен. Е сега фактички од десната страна излегуваме, односно од моментална гледна точка, тогаш заминавме десно, сега одиме право кон Битола.
И тука веќе се исклучувам во десно за Битола. Стигнувам во Битола, полека сега и ќе влезам. И тука мислам дека и треба да заврши ова видео. Едно прекрасно туриче во Југозападна Македонија, кое што топло го препорачувам на сите да го направите. А доколку ви се допадна ова видео, притиснете лайк и доколку веќе немате, притиснете subscribe со цел да бидете известени кога ќе објавам некое следно видео. А до тогаш останете поздравени и чувајте се.